Помпезен дводневен настан за власта да се пофали со сработеното. Вака може да се опише конференцијата во организација на владата под мотото Година на нови можности. Цел државен врв, министри, директори и градоначалници се собраа денеска да се пофалат со проекти од областа на економијата, здравството, судството, образованието. Интересно е тоа што функционерите десетици пати повторуваат едно исто, па се фалат со нешто што го направиле, иако за тоа се впрочем на местото каде што се и за тоа се платени од граѓаните. Сепак позади розовите представи на власта, како државата се движи во вистински правец, фактите на терен говорат нешто друго. Корупција на високо ниво, слабо функционален здравствен систем, висока инфлација, слабо владење на правото и додека премиерот Ковачевски се фали како во Македонија животот станувал се подобар. Граѓаните гледаат дека млади лекари се селат од државата, учениците учат без учебници, сиромаштијата зема замав. Првиот човек на владата посочи дека минатата година, иако најкризна, имало највисоко ниво на капитални инвестиции во историјата, од 465 милиони евра, а се пофали и со изградени 1300 километри патишта, иако тука има многу незавршени и неставени во употреба, а во овие километри влегуваат и патиштата, на кои им е извршена само реконструкција. Владата успеа да ги заштити екзистенцијата и стандардот на граѓаните од енормните поскапувања на храна и на струја, предизвикани од светската економско-енергетска криза и војната која се води во Украина. Ги зголемивме минималната плата, просечната плата и пензиите. Помогнавме на компаниите да ги задржат вработените. Во кризната 2022 година за целиот свет ние имаме и нови инвестиции во државата со ново отворени работни места. Имаме и највисока реализација на капитални инвестиции. На прашањето зошто владата организира вакви настани, на кои се е прикажано премногу розово, додека ситуацијата е поинаква, премиерот уште еднаш ја искористи приликата да се пофали со покачените плати и пензии, без да ја земе предвид инфлацијата. Ние имаме во моментов минимална плата во државата од 18.000 денари. Во мандатот на владата на ВМРО-ДПМНЕ минималната плата беше 8.000 денари. Имаме просечна плата која што е 33.000 денари, визави просечна плата која беше 20.000 денари. Исто така имаме најголем пакет на антикризни мерки од 760 милиони евра, според Светска банка најголем пакет на антикризни мерки во регионот. Имаме зголемени пензии и во здравството. Јас во моето обраќање кажав дека прво и платите се зголемени, големи инвестиции се прават во однос на апаратурата која што се инсталира. Премиерот и владините представници најавија амбициозен план за инвестиции, почеток на градежните работи на коридорот 8, автопатско решение до Албанија и меѓу Прилеп и Битола, завршување на најголемите инфраструктурни проекти и повторно зголемување на платите и пензиите.